Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС. Емисија која и денес има за задача вашето убаво, претпоставувам, неделно расположение, да го направи уште поубаво. Се надевам, просто сум убеден дека ќе биде така. Емисијава ја започнуваме со мојата драга гостинка Ксенија Маказлиева Трајчева. Нема потреба повеќе да се представува, а ова е разговор со повод. А поводот е утрешниот настан кој ќе се случи во Националната установа Центар за култура Антон Панов, а ќе се случи еден интересен портрет токму за Ксенија. Ксенија, добар ден, добре дојде во неделното попладне. Добар ден, ви благодарам на поканата. Така, доаѓаш од Скопје, ама си доаѓаш како дома, нели? Да, така Оти, е. нели велат, каменот си тежи на местото, и крвта вода не бидува, нели? Така е, знаете, секојаш родното место е она место кое што цел живот го носите во животот, затоа што таму кај што ќе го поминете детството и раната младост е секојаш најубавото место на светот, независно како сте го поминале. Меѓутоа, ние имавме среќа да растеме во едно време кое што навистина беше и убаво и среќно, имавме убаво детство, убави денови во основното и во средношколскиот живот, со убави спомени, со динамика, со случувања, и сето тоа можеби беше и одскочна даска за сите нас за понатаму да продолжиме да чекориме во животот. Кога ќе се навратите со години наназад и кога ќе сватите дека првите чекори во професијата која што денес ја работите, всушност сте ги направиле на многу мала возраст, на некои 12-13 години, токму во родниот град и во медиумите во родниот град, тогаш природно се враќате после 20-30 години тоа да го одбележите таму каде што сте почнале. Си почнала на 12-13 години и предпоставувам постои некаков виновник за тоа. Дали се твоите родители виновни за тоа? Или дел од виновниците? Јас секој сум имала безрезервна поддршка од своите родители за се што сум сакала да направам во животот, затоа што имавме една отворена современа комуникација што можеби и денеска родителите не е присутна во тој обем и во таа форма која што имав среќа јас да имам од моите родители. Можам да речам дека татко ми е оној кој што народски кажано ми ја пушти бубачката за новинарството, со едно спонтан разговор дома, демек биди новинари, шетај го светот, ке ти биде на дланка, можеш и така натаму. И токму тоа можеби беше она иницијална каписла која што го разбуди новинарот во мене, иако бев дете, некој 10, 11, 12 години. Меѓутоа веќе бев вклучена во сите тие секции во училиштето, кои што подразбира пишување, водење настани, пишување сценарија, пишување литература, нели на таа возраст колку што може едно дете да напише, и веќе првите чекори професионални да ги наречам, да. Тато, ама литературата од мама. Така, значи имав Аз не случајно го поставив тоа прашање. Така, имав среќа да растам во едно семејство кое што имаше голема почит кон пишаниот збор. Татко ми, ако беше граѓанин инженер по вокација, тој беше пасиониран читач и на литература и на дневни весници, реви, магазини, дома беше полно секогаш, се следеше, се што можеше да се следи. А мојата мајка, која што беше учителка по вокација, но работеше во библиотеката, тоа беше привилегија плюс за мене и за сите во моето обкружување, другарки, пријатели. Имавме секој привилегија првите книги нови што ќе стигнат библиотеката да завршат во нашите раци, ние први да ги прочитаме. Тоа беше време кога се надпреварувавме кој повеќе знае, кој повеќе чита, кој повеќе ќе направи нешто плюс. Во библиотеката тогаш екзистираше и таа литературна секција, па правевме зидни весници, да речеме првото она новинарско искуство да го направи зидниот весник, па се изложуваше пред библиотеката во тие едни стаклени витрини, тогашни, сите што поминуваат читат тука, нели, кој напишал, што напишал. И тоа беше многу убаво во тоа општествено живење на градот. За подоцна веќе во 7-8 оделение да се приклучам во Радио Струмица, во тимот на младинската емисија. Синурка или завчера на Фејсбук видов на една интересна фотографија од младинското студио на Радио така се викаше емисијата.
едни прекрасни луѓе видов, Ристо Тасев, Роберт Георгиев и така Да, натаму, Славица така Илиева сега Котиров, Драги Јанев, Ице беше тој еден другар, не му го памтам презимето. Тоа е дел од тимот кој што работеше, не бевме само ние. Јас се сеќавам на денот на таа фотографија, беше многу студен, зимски ден и мислам тука околу распуст, пред распуст, растотот беше, имавме соработка и со гарнизонот, со војниците се. Такво беше окружувањето тогаш, такви беа условите, значи имаше еден дел кој што беше посветен токму на животот на армијата во касарната, меѓутоа беше едно убаво дружење сето тоа, меѓутоа и оние први чекори во новинарството во медиум радио. Значи тоа кога ќе се влезе во тоа затворено студио кое што е целосно нели изолирано, со слушалките, од другата страна комуницирај со техничарот кој што не беше многу голема поддршка во целата таа работа. Маријан Булинг. Маријан беше и колегата пред него постар, во моментот не ми текнува, може ќе се сетам и на неговото име. Тимо Тупаров. Точно така, ви благодарам на подсетувањето. Затоа што пред вас, пред таа екипа која ја видов на фотографијата на Facebook, имаше една друга екипа во која бев јас. Сигурно, предпоставувам. Таа младинска емисија на Радио Струмица, дури тогаш освои на неделата на Југословенското радио во Охрид, која се одржуваше биенално, освои златна значка, најдобра младинска емисија во Југославија. Продолживме ние. Ние продолживме по тој пат. Каде што вие сте застанале, така ние продолживме, се надпреварувавме и на републичко и на сојузно ниво. Тоа се спомени кои што нема цена. Мислам, тие топла душата за цел живот, работевме многу сложно, многу се разбиравме и она што го носам како особен спомен од тој период е зашто уредници не беа новинари на студенти на новинарство. Мене многу ме интересираше и техничкиот дел. Јас со господинот Тупаров многу често разменувавме искуства што треба, зашто ме интересираше и режијата и другата страна на новинарството, што треба да завршиш, како факултет се сеќавам, он ми рече, ниски струи треба да завршите за ова да го работите, тоа ми останато во сеќавање. Меѓутоа, тогаш од студентите новинари кои што беа ставени како нас да не бидат уредници, од предпоставените вработените во радио, тогаш Никола Саралиев, сега Саралија беше вработен како уредник и другите Жан Пиеманов, Јанев од постарата генерација кои што не беа тука нели како поддршка. Јас од еден од студентите кои што беше тогаш ме интересираше што студираат, што учат на факултетот за новинарство и тогаш ми ја дадоа книгата Вовет во новинарството, која што беше на српско-хрватски јазик тогаш. Мислам дека таа беше книга која што со најголем интерес, иако беше прилично дебела, за краток период ја прочитав од почеток до крај и тука ги ставив всушност своите личните темели на новинарството. Затоа што таа беше книга која што навистина ги даваше насоките што значи новинарство, нели зависно од медиот во кој што работиш, но што значи репортажа, што значи извештај, што значи вест, кои стандарди треба да бидат задоволени, како тоа треба да изгледа и тоа што се усвоива можеби во раната возраст останува за цел живот. Во секој случај сте имале од кого да учите, таму беа доаените на струмичкото новинарство. Бранко Бијадов, Марија Стоева, спикерите незаменливи, Гонца Кувачева. Нас не беа како да ви кажам, како нестварни, затоа што претходно нели ги слушате нивните гласови, ги гледате на различни манифестации. Ако е градот мал, сепак и глумците од театарот и новинарите не беа некако посебно ги доживувавме, што денеска некако изгубен тој момент на посебност на професијата, меѓутоа кога седнувате со нив на маса и разговарате каков треба да биде концептот за следната емисија, тоа веќе ви дава самодоверба која што многу значи во животот. Она што посебно се сеќавам е младинската емисија одеше во недела наутро. се снимаше во сабота. Меѓутоа во недела наутро многу малку се слушаше и мене тоа страшно ми сметаше бидејќи и мене ми се случуваше лично да се успеам да, пошто претходната вечер си бил излезен, нели. И се сеќавам на тој еден колегиум на Радио Струмица кога успеав да ги убедам сите дека
емисијата не е за во недела наутро, него треба да биде во сабота попладне, по можност да оди и во живо, за да можат младите да се јавуваат во контакти, па каде може да си излезеш. И ми успеа. И тоа баш со Ристо Тасев го коментиравме пред некој ден и викам, знаеш, како едно 14-15 годишно дете губи целиот колегиум и он ми рече, па да, затоа си сега уредник. Добро. Сега да се вратиме на настанот, го најавивме на почетокот и чинам дека е време да кажеме збор 2 за настан, значи утре 17 часот и 30 минути Национално установа Центар за култура Антон Панов, портрет на Ксенија Маказлиева Трајчева. Зошто? Организатори на настанот се библиотеката во Струмица со поддршка на директорката Тања Гошева и Сдруженијето на граѓани Средби подјаворите Видое Подгорец во кој што манифестација веќе сум активно вклучена неколку години наназад. Сето тоа почна токму во емисијата со вас минатиот пат кога случајно ли спомнавме дека проверувајќи во своето CV дојдов до констатација дека поминале 30 години од објавувањето на првиот расклас и 20 години континуирано, континуирано новинарство во печатот за деца, односно во списанијата Другарче и Росица, чиј што уредник сум и ден денес. И сите заедно дојдовме до идеја дека е можеби убаво да се направи еден таков настан надвор од школските денови, во летото кога многу нашинци се во пресрет на школската година, но сепак кога и многу наши кои што се надвор сега се дојдени во градот и ете може да се сподели нешто што трае континуирано толку долги години, а првите чекори биле направени токму тука. Значи не станува збор за некаков друг портрет, станува збор за портрет кој ќе се случи во живо, значи не е тоа не е тоа фотографски портрет, не е тоа насликан портрет, тоа е портрет. Тоа е портрет во зборови кога зборуваме едни за други, меѓутоа главната идеја на ова случување е да се даде една насока, еден патоказ за сите нас, независно помлади, постари, кои што сме во било која професија, да кажеме јасно и гласно колку е важно да се даде поддршка некому кој што има предиспозиции да работи некаква професија, независно која е тоа. Имајќи во предвид дека организатори се Сдруженијето за Средби подјаворите Видое Подгорец и од тука некако тргна целата приказна, бидејќи Видое Подгорец е оној кој што го препознал и му бил безрезервна поддршка на Киро Донев низ годините, оплеменувајќи го неговиот талент и да биде тоа учител и поддржувач и така се ментор, така и учејќи го самиот Подгорец, учејќи го Киро Донев дека треба да препознава и да рекрутира млади таленти. Киро Донев е посебно по тоа познат, многу од писателските и новинарските имиња, па и спортски и спикерски, ги има препознаено уште од мали нози објавени во списанијата Нај свет, Развигор, каде бил уредник и како ги препознавал, да не спомнам дека првите написи за Моника Селјаш ги направил токму Киро Донев. И тоа е... Предпоставувам, се извинувам, предпоставувам ти се чувствуваш, а веројатно е и така, како алка од тој сингер. Точно така. Ако Видое Подгорец го препознал Киро Донев, Киро Донев ја препознал Ксенија. Да, точно така. Јас како ученик многу се работував во списанијата, и во средното школо, некаде 3-4 година сама со соби се договорив дека пишувањето можеби не ми е најсилната страна во животот, дека има многу подобри од мене кои што тоа може треба да го прават и се запишав, студирав нешто сосема друго. Но така не мислеше и Киро Донев, кој што на едно читање во Струмица во библиотеката ги замолил колегите да ме исконтактираат и да ме замолат да отидам во Скопје. Јас веќе студирав во Скопје 2-3 година на студии, да одам до него до редакција, да се видиме и да поразговараме. Ете, тоа е оној момент кој што мене ми го направи целосен пресврт во животот. Јас во тоа време веќе си има вратено од студиите во Белград, таму политичката ситуација стана малце ризична, па се вратив во Скопје, ги продолжив студиите. И таа година кога се вратив, токму тогаш се вратив во редакција Детска радост и во еден неврзен разговор со Киро, кој што ми даде мотив, кој што ме мотивираше да се вратам на пишувањето, јас го продолжив патот по новинарството, по пишувањето, благодарение на него. Това е суштината на оно што ќе се случува утре во Центарот на култура. Ќе се разговара токму на таа тема, на тие поврзаности, помеѓу различни генерации, автори.
луѓе кои се занимаваат со публицистика, со новинарство и така натаму. И се надевам, еве, ги покануваме сите заинтересирани. Отворен е настанот за сите кои што сакат да слушнат, да видат, да патуват низ времето со нас, да повелат, затоа што мене, ментор и учител ми беше Киро Донев и сите што работеа тогаш во Детска радост, и Рајко Јовчевски, и Иванчо Полазаревски, и Горијан Петревски, сите тие беа писатели, вработени во Детска радост, со работници Стојан Тарапуза и сите други, да не ги набројувам сега. Значи, учевме од нив. И колку време си таму? Значи, јас почнав пред 30 години официјално, можеби пред 32 предходно, но објавата, бидејќи овој јубилеј го врзувам со објавата на првиот расказ, предходно како новинар сум соработувала. Меѓутоа, првиот расказ посебно ми значи затоа што ме врати на пишувањето. Како се вика? Спирко. Спирко? Да. Првиот расказ, првиот расказ... Спирко е името на братото на Ксенија, супер, интересно. Првиот расказ беше инспириран токму од една случка, која што вистински му се случи на мојот брат, пред самата библиотека, околу библиотеката, сето тоа некако судбински се исповрза. И кога го напишав, кога го раскажав и кога Киро го прочита, и со Рајко беа во иста канцеларија, рече, Рајко, ние сме веќе за по пензија, така во духот на Киро Донев. И таа објава ми е најрадосната објава во животот, дефинитивно. Кога ќе повлече црта пред после тие 30 години, што е она како производ што останува во изложба? Така, јас значи почнав, соработував хонорарно некои 6-7 години, за подоцна да бидам, така функционираше тогаш Детска радост, важеше како академија, како расадник на луѓе кои што сакаат да се занимаваат со оваа професија, но мораше да ги поседуваат позициите кои што ги бара оваа професија. Значи, објавував доста во Развигор, првата објава е и тука имам еден понов Развигор, кој што и тука има објавено мој расказ и тогаш и сега, меѓутоа тој првиот Развигор кој што беше сосема поинаков од ова што е сега за несреќа немам зачувано, расказот беше ставен на последната страница со наднаслов нови имиња. И тоа посебно некако ви значи кога имате некои 20 на години, нели, тоа расказот го објавив и теравме така година-две серијали и после тоа веќе влегов како внатрешен соработник, таков беше системот, за да веќе после 2 години, после 2 години станам одговорен уредник на списанието Другарче. Тука веќе се отвара ново поглавје, затоа што уредништвото е невидлива работа. Никој не ја гледа и никој не ја знае. Од вие кои ќе го земате списанието, сите страници, читате кој автор објавил, кој напишал репортажа, кој нацртал и така натаму, но работата на уредникот е невидлива, непрепознатлива, а многу захтевна. Затоа што вие пред вас имате 50 празни страници, кои што треба да ги наполните со содржини, кои што треба да одговарат на наставна програма, на возраста на детето, на потребите на детето, да ги одберете, да ги препознаете најдобрите автори, најдобрите тимови, за да бидете успешни во тоа што го работите. Она што јас го научив од моите ментори, најмногу од Киро Донев, е препознавање и регрутирање на нови имиња. Значи да се даде шанса. Некој можеби периодично ќе се појави, не знам, епизодно, па ќе го снема, ќе се откаже од пишувањето. На друг им отвараш пат кој што можеби не мислеле, па им станало професија. Имате други кои што тоа им е цел. И знаете како во оваа професија имате и амбициозни, кои што не се многу надарени, да речеме, но трудолюбивоста е многу важна особина за да се успее, меѓутоа секојаш треба да го имате оној баланс, да препознаете, да кажете, да насочите и најубава, и јас често имам ова навика да речам, уредникот го изеде писателот. Затоа што едно добри 15 години максимално се посветив на уредништвото, на концептот на Другарче, подоцна и Росица, кои што беа препознатливи промени во концепцијата, во тимот, прифатеноста, растење на тиражи, сето тоа ви дава сила во грбот. Јас имам предлог да не раскажеме ние се денеска, така. Да оние кои ќе дојдат утре во Центарот за култура Антон Панов, за да им биде интересно, да не кажат, па јас тоа го... Да, веќе го знам, така. Во секој случај, студиово ни е убаво аранжирано со
шарени страници, Тие се шарени списанијата наши. страници од Росица, од разговор, од другарче, изданија на Детска радост просветно дело, Детска така. радост просветно дело. Дел од тоа или главен виновник за ова што децата имаат можност да го читат си всушности. Да, јас и сите моите оние кои колеги, пишуваат, кои што заедно работиме, затоа што овие списанија постојат над 77 години, значи тука поминале и уредници, и тимови, и автори се менували низ годините. Јас не можам да речам дека тоа јас сама го работам, меѓутоа сум била дел од сите списанија, еве да не го заборавиме и Најсвет да се потсетиме. Обично луѓето најмногу се сеќаваат на Најсвет затоа што тоа е списание кое што ги покрива децата во предметната настанава и тука сеќавањата се секогаш поголеми за разлика од помалите списанија кои некако спомените повеќе изгледуваат и Најсвет се уште ова списание кое што им се обраќа на тинеџерите и се надеваме дека оваа година после пандемијата повторно ќе влезе во училишните клупи. Наспроти сето она што значи дигитално новинарство, дигитални списанија, дигитални информации. Вие си ја вршите вашата работа, но се поставува прашање колку децата, колку учениците ги читаат тие списанија, колку пројавуваат интерес за ова што вие За среќа и за Така. наше големо задоволство, овие списанија се многу убаво прифатени во училиштата. Секогаш кога ќе понудиме и овие списанија постојат благодарение на поддршката на наставниците. Ако ја немаме ние нивната поддршка, нема да постои нова работа. Меѓутоа, од друга страна, ние се трудиме тоа што го нудиме како концепт и како печатен материјал да бидат задоволени сите највисоки стандарди. Од концепт, авторски имиња, новинарски имиња, едукатори, универзитетски професори, тие сите се вклучени во нашите тимови, до илустратори, ликовно-графички, дизајнери, едукатори, дури сега веќе во списанијата имаме и дигитални содржини, кои што се ставени во форма на QR кодови на нашите YouTube канали, на нашите социјални мрежи, во чекор со современото И дете. оно што го знам е тоа дека надвор од програмата за работа, годишната програма за работа на еден наставник, наставничка, покрај сето она што е во таа годишна програма, тие Имаат на и печат своја за рака, деца, да. И имаат и методска единица печат за благодарение деца. на својата инвентивност обработуваат содржини. Содржините кои што се дадени во списанијата се во чекор со наставната програма. И тоа многу им го олеснува, им ја олеснува работата, особено на оделенските наставници, затоа знаете како читанките се печатат еднаш и тие се. Значи се едни исти текстови, исти вежби и така натаму. Она што ние го правиме, секоја година истите теми ги обработуваме на различен начин, со различни автори, со различни пристапи. И сето тоа го мотивира наставникот на поинаков начин да го реализира и самиот час. Особено додатоците во списанијата како што се Росица плюс и Забавно другарче, тоа се готови методичко-дидактички материјали кои што служат и на час и за домашна работа, значи наставникот да го релаксираме малку во однос на барање дополнителни материјали, да може повеќе да се посвети на самите деца и реализирањето на наставната програма. И мислам дека кажавме тоа што треба да се каже. Останатото ќе го кажеме утре, значи на портретот на Ксенија Маказлива Трајчева. Значи уште една покана и од мене и од тебе до гледачите на ТВ каналот ВИС, до сите кои ја познаваат и оние кои не ја познаваат добро Ксенија. Нека повелат во Националната установа Центар за култура Антон Панов, понеделник, 17 часот и 30 минути. За крај само една јавна благодарност до сите кои што се вклучија во оваа организација, почнувајќи лично од тебе, ние сме на ти оддамна. Пријатели цел живот, сакам да кажам дека настанот ќе го модерираат почитуваниот Ѓорги Калајџиев и Сузана Мицева и поддршката на ТВ канал ВИС, која што со години ја уживам и јас лично и тоа што јас го работам и моето просветно дело. Промотори ќе бидат мојот Киро Донев и Ана Витанова Ригачева и секако тука ќе биде директорката на библиотеката Тања Гошева. Замислено е како едно ток-шоу, да се изразиме во модерен жаргон, во кој што се надевам повеќе ќе споделуваме анегдоти, видувања, случувања,
се со една единствена Ќе цел си правиме да се муабет. препознаеме едни со други и да си дадеме подршка, да. Да не се вклучи и публиката. Секако, тоа е отворено, ќе има и дечиња, ќе има ликовна работилница, значи можете слободно да ги донесете и вашите деца, тука ќе творат инспирирани директно од настанот. Ви благодарам уште еднаш од срце. Сенија ти благодарам за гостувањето во емисија и ти посакувам убава реализација на утрешниот настан. Си посакуваме заедно. Благодарам. Почнувани гледачи, одиме понатаму со емисијава, во продолжение ќе проследите една малку поголема содржина. Станува збор за снимка од завршениот концерт на школата за гитара во рамките на овогодинешното издание на Струмица Open Fest.